дојдовте во моето ново видео. Конечно, Cooking со Марето епизода 2. Денес правиме суши, ама без ориз и без тоа, како се викаше тоа. Денес правиме многу интересен рецепт за суши, што многу често ми ме излегувано и си викам, ова е лесно за правење. Многу лесно за правење и би сакала некој ден да го, не да го снимам, туку би сакала да го пробам, тоа што не снимав. Уште не беше серијалот почнат, не имав идеја за да почнувам. Ама денес it's the day. Се што ни е потребно за овие суши, пред се максимум 2, зависи колку правите, ама максимум 2. Зелка или салатка, што било. Друго што ни е потребно, сега појдов да ги набавам со стојките. Тоа е кисело млеко, павлака, крем од сирење, некој такво нешто млечно за мачкање, што било, значи што сакате. Јас не можев ништо да едам, а би ставила павлака, она битолската, посебно на црвената. Ама нема. Така да ќе ставиме домашно кисело млеко од домашно козјо млеко. И иначе нашето село е од наши луѓе и копани. Сега зашто се моите вакви, затоа што овие беа правени со ориз, од тава со ориз. Може би звучи глупаво, ама пошто ми требаат копани, ќе требаше да варам, а додека варам, ќе помини цело време за снимање и ништо нема да биде. И затоа се одлучив да ги земам овие, пошто еднака има уште малце ориз. Така да ни требаат 1 или 2 копани, зависи колку правите повторно. Ако се правите само за себе, можете можеби со 1, јас ќе пробам, ако не може со 1, 2 ќе ги ставам, ама ги за 2 за секој случај. Така да, ајде веднаш да започнеме, затоа што јас сум гладна и едва чекам да видам како ќе испадне. Сега прво што правиме, така да сега ќе миеме каставиците. Овој ќе го користиме за лупење. Но пред да лупиме ќе ги сечиме овие на крајот што се. И сега лупиме. И земаме сега поголемо вакво. И сега само ова е слабо ипте. Ова е птен слабо, така да мора да бидат по-широки, да речем. Ова веќе може. И ги редиме вака, едно до друго. И еве, готови сме со тоа и тоа изгледа вака. Сега следно што треба да се направи е да се стави киселото млеко, да се намачка на ова. Ама јас очигледно не можам да го отворам. Тоа не значи дека нема да успееме. И ова е. Сега правиме вака. Океј, we did it. Успеавме. Сега со лажите тоа ќе го нанесеме на краставиците. Инако еве како изгледа. Сега следно што сакам да додадам е зелката. Сега може би ќе се речете зошто зелка. Ама немам салатка, тоа е проблемот. Сакав салатка да ставам, ама немам. Ќе пробам да изгледам едно без да скинем, иако тоа е доста тешко. Самата зелка се кини е многу крепка. Ама ќе пробам нешто да извадиме. Вака. Да биде покрцкаво. Ова е само за крцкаво да биде и тоа е тоа. На вкус, дали ќе мени нешто, не знам.
Сега ставаме сол, ама да. Мислам дека го пресолив сега. Сега е време за пилешкото мевце. Океј, мислам дека тоа е тоа. Доволно е, оти ако приправам уште, ќе испопанни месото на нека рипкаме. Сега тоа што ме плаши е дали, што се мислам, дали ќе успеам да ги извиткам како да ја направам како ролат или ќе ми се распадни. Тоа ме плаши. Исто така на видеото што го гледав, имаше и сусам, на така дека ставиме и сусам. Јас многу сакам сусам, на така да. И тоа е тоа. Сега е време за најинтересното и за кое се прашуваме дали ќе успее. А тоа е да изролам. Се дали вака или вака, така ќе ми биде може би обратно, вака може повака. Како јас уваќе го направам сега, тоа стварно не знам. Сам дека вака ќе поминам со ножот од оздола, вака обратно. Океј. Зелката смета, guys. No. Okay. We did that. Please, come on. Guys, имаме проблем. Зелката многу смета. Што е ваква какона. Требаше да искинам уште пред. Има мес, ама ќе го сейвниме ова, мора да го сейвниме. I think we did it, guys. It looks like a burrito. Oh no, the meso is falling. Guys, we did it. I did it. Ева како изгледаат кога се сечени на помали, само не изгледат на суши, затоа што мислам дека многу ми се овие тенки или многу дебели. Не знам. Ми фали што малку внатре да има повеќе месо. А сега е време шефот да проба од сушите. После ќе видиме реакција и на другите. I don't know how I'm gonna bite this. Да беше ова копанот. Не беше копан, туку да беше стек. Или не така испржен. Или со така да мислам дека така би го направила, пак вака би го искинала на парчина и така би го јела. Инаку вкусно е. Само му треба малце повеќе вкус на копанот. Тоа е работата. Затоа предположив ваков стек да е. Некој зачине. Прелесно, а превкусно. Освежувачки. И плюс човекот кој што го најдов овој рецепт рече дека има многу протеини и дека е многу добро протеинско јадење, да така да предобро според мене. Пишете ми во коментари дали би го пробале и која оцена би му ја дале кога ќе го пробате. И да ве замолам во коментари да ми пишите идеја за следно видео, што да готвам, што да пробам. Пуштете ми видео од TikTok, пуштете ми од YouTube рецепт, или вие напишете кога го имате, или само напишете што е, па јас да барам. Но многу би ми помогнале така, затоа што навистина сум надвор од идеи, не знам што да ви снимам, што би сакале да гледате, а сакам нешто вакво вкусно, лесно, експериментално, што не е секојдневно. Но така да, ова е предобро. Па ти го сеќам на пола. Од копаните, од ризо.
И салата има, зелка малце. И сол, и сусам. Убаво е. Истина? Оценка од 1 до 10. И 10. И тоа беше тоа од ова видео, се надевам дека ви се допадна. Ако ви се допадна, не заборавите да ставите лайк и да се субскрајбнете, затоа што уште малку сме на 1000 субскрајбери и доаѓа giveaway. Немам се уште планирано, затоа што не очекував толку брзо да стигнеме до 900 субскрајбери, општо 800 па 900. Но ќе има, се надевам, нешто интересно. Но дефинитивно ќе има нешто за 1000 субскрајбери или giveaway за во чест на благодарност. И се гледаме сега во следна епизода од Готвиме со Марето. Чао! You said I can't trust in